Добро утро, вести во 8. Во кампот за обука на вода во Охрид денеска ќе се одржи централната свечаност по повод 18 август, денот на армијата, на која ќе присуствува највисокиот воени државен врв. На свеченоста со пригоден говор ќе се обратат председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски. На свеченоста се очекува да присуствува председателот на владата Христијан Мицковски, председателот на собранието Африм Гаши, министри од владата, пратеници од собранието, генерали во армијата, поранешни министри за одбрана и началници на генералштабот на армијата, потоа пензионирани генерали, представници од локалната самоуправа, како и представници на организации кои соработуваат со армијата. Силен пожар вчера попладне зафати дел од Мариовското село Чаниште. За среќа нема жртви ниту меѓу жителите, ниту меѓу пожарникарите. Две жени се пожалиле на вдишување на чад, при што интервенирале и медицинските служби. Неколку куќи и една штала изгореа во пожарот кој што попладне во околу 13:30 часот го зафати јатарот на прилепското село Чаниште во Мариово, а за брзо време огнот се прошири и низ самото село. За среќа нема повредени ниту жртви. Станува збор за село кое што е ретко населено со само 10 постојани жители и е оддалечено околу 35 километри од Прилеп на доста непристапен терен. Екипите на ТПП Прилеп кога пристигнале, пожарот веќе бил навлезен во селото. Огнот зафатил и најмалку една, а постои можност и неколку куќи кои што биле користени за живење, можеби за повремен престој во нив. Дополнително ќе утврдиме точната бројка на зафатени куќи. Зафатен е еден објект, штала, релативно нова. Огнот се движел низ селото благодарение на прилепските пожарникари. Тој е сопрен на место каде што е спречена поголема катастрофа, бидејќи истиот можел да се пренесе на остатокот од селото. Итно пристигнало и тимот за брз одговор на ДЗС, како и 20 на членови на доброволното противпожарно друштво Архангел од Битола. Но огнот излегол од селото, поделувајќи се на два крака, кои што во моментов горат на доста непристапен терен со сува трева висока над 1 метар. Ако успееме да го изгаснеме едниот крак во текот на ноќта, бидејќи условите дозволуваат гасење ноќно време релативно безбедно, тогаш ќе завршиме голема работа, бидејќи овој пожар има капацитет да прерасне во еден од најголемите пожари во оваа пожарна сезона, затоа што наоколу е претежно карпес терен, ритчиња, стрмни долови, многу трња, многу сува трева. Екипите на ДЗС, ТПП Прилеп и доброволците од Прилеп и Битола ќе останат на лице место преку целата ноќ во обид да спречат поголема катастрофа. За Сител Дарко Штарговски. Горивата од полноќ имаат нова цена повисока. Дизелот е поскап за 6,5 денари, а бензините за 4,5 денари. Поскапувањето го диктира кризата на Блискиот Исток. Значително поскапување на горивата од полноќ. Бензините за 4,5, дизелот за 6,5 денари по литар. Регулаторната комисија одлучи новата цена на дизелот да изнесува 98 денари, на Евросупер 95 октани 91,5 денари, додека на 98-цата 93,5 денари. Зголемената цена се должи на растот на цените на нафтата на светските берзи, како и понискиот курс на денарот во однос на доларот. Овие цени се со намалена акциза од 2 денари за бензините и 4 за дизелот. Поскапувањето во просек е за околу 5%. На светските берзи пак, цената и натаму е во пораст. Барел се продава за околу $90. Аналитичарите очекуваат ова недела растот да продолжи, но без поголеми осцилации. I would say, overall, if you say the spikes which we are seeing in the market, they have kind of, subsided in the sense the novelty factor of this particular event is going down. In a way, if you remember when it first started, we saw an immediate spike, going towards more than, $120 per barrel. But now with this, many rounds of escalation, de-escalation, people have got, kind of used to, these news, and they're more pegging these numbers to the fundamentals
and not so much to the market sentiment. So the market sentiment part of the overall price has reduced over time. Иако поборувачката на нафта во вториот квартал е намалена, залихите постепено се топат. Ако неизвестноста продолжи во следните 5-6 месеци, ќе дојде до значително исцрпување на залихите, а со тоа и скок на цената. That's a point when the market will start panicking. The prices have to increase to bring the demand in balance. So if the supply can't be resolved, then the other part of the equation is demand, and we expect prices rising to a point where countries, economies will start taking a hit on their economic growth and the demand. Во меѓувреме заглавија преговорите за крај на војната, а американскиот претседател Трамп не отстапува од идејата Иран да нема нуклеарно оружје. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. По повеќе од месец дена гостиворот минатата недела конечно доби вода, но темата и натаму се користи за дневната политика. Во меѓувреме граѓаните ги чекаат извештаите од направените анализи, извештајот за последиците од епидемијата и целата разврска на овој случај. Резултатите за водата во Гостивар треба да ги објави гостиварски комуналец и општината, а Министерството за здравство ќе ги објави епидемиолошките резултати. Колку точно имало заболени како последица од епидемијата во Гостивар, нивните симптоми, кој и како постапил во справувањето со кризата. Самите резултати од испитувањето на водата се собственост на јавното комунално претпријатие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што бе релевантни за епидемијата, а тоа е од 1 јануари 26 година до врвот на епидемијата. Откако во петокот се тргна забраната за водата во Гостивар и надлежните соопштија дека е безбедна да се пие, од опозицијската СДСМ секојдневно инсистираат да не се кријат резултатите и јавно да се објават анализите дека водата е чиста. Прашањето е зошто се крие официјален документ за водата во Гостивар? Зошто не се објавува? Бадиела се повиците на Мицковски кога не се објавува и се крие од луѓето. А знаеме криењето на резултат до каква катастрофа доведе. Од ВМРО ДПМН им возвратија и денеска на СДСМ дека само шират страв, паника и дезинформации. Кога завршила кризата со водата во Гостивар, ширеле лаги дека и водата во Скопје е небезбедна за пиење. За Гостивар, последните испитувања покажаа дека водата повторно е безбедна за пиење. Наместо овие информации да бидат поздравени, СДС продолжува со обиди да создава сомнеш. Прашањето е едноставно, а тоа е зошто на СДС му пречи кога институциите ќе покажат дека системот функционира и дека проблемот е решен. За водата во Скопје, министерот за здравство верува дека е чиста, бидејќи во спротивно, инфективната клиника ќе била полна со пациенти, а директорот немало да седи со него на пресконференција. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Дискотеката Пулс немала ниту еден прописен излез за евакуација, иако во ноќта на пожарот во објектот имало повеќе од 600 луѓе. Покажало градежното вештачење презентирано во судница. Вештаците утврдиле и дека објектот со години бил преправан без соодветни проекти и надзор, а институциите сепак ја прифаќале документацијата при издавање на лиценцата. Објектот на дискотеката Пулс немал ниту еден прописен излез за евакуација. Ова е еден од клучните наводи на градежното вештачење презентирано на денешното судење. Градежниот вештак Маријана Лазаревска објасни дека објектот имал околу 470 квадратни метри и дека според површината, внатрешната организација и опремата требало да биде категоризиран како диско клуб, а не кабаре. Максималниот дозволен број гости бил 360, а ноќта кога се случил пожарот, во објектот имало над 600 луѓе. Сериозен пропуст, кога во објектот имало над 600 посетители, согласно минимално-техничките услови и правилникот за заштита од пожари, објектот немал доволно излези, односно имал 0 прописни излези за евакуација. Според вештачењето, освен главната, објектот имал уште 2 врати, но тие не можеле да се сметаат за функционални излези. Задната врата била заклучена, па посетителите биле насочени кон летечката двокрилна врата. Таа не ги исполнувала условите. Наместо над 4 метри, незината широчина изнесувала помалку од 2 метри. Вештаците велат дека токму таму се создало критичното тесно грло, бидејќи вратата немала доволен капацитет за евакуација на толков број луѓе.
Но според вештачењето, проблемите не настанале само во ноќта на пожарот. Тие се таложеле со години, уште од пренамената кога објектот предвиден за магазин прераснал во гостителски локал. Во објектот биле изведени челични конструкции, преградни ѕидови, шанкови, сепареи и други интервенции. За нив, како што посочи Лазаревска, немало соодветна проектна документација, стручен надзор и контрола на квалитетот. Сите тие зафати биле изведени на диво, без проект, без стручна лиценцирана фирма, без надзор, без проверка на квалитет, без анализа од архитекти и градежни инженери. Градежното вештачење анализирало и документација од обвинетата фирма Венци проект за пренамена на магазинот во гостителски локал. Планот не предвидувал поставување сундер над бината, а според вештаците токму од него започнал пожарот. Неговото горење, како што објаснуваат експертите, е брзо, создава капки и ослободува отровни гасови. Родителите на загинатите велат дека градежното вештачење ги открило сите институционални пропусти. Клопчето се размотува, а одговорноста се повеќе се зацврстува. По 17 месеци болка и борба, за вистината, слушајќи го градежното вештачење и сведочењето на вештаците, ние родителите и семејствата на починатите млади лица, денес уште појасно ги гледаме сите пропусти и сите непостапувања што со години се таложеле. За пожарот во Пулс обвинети се 34 лица и 3 фирми. Одговараат за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Вестите завршија, следното издание е во 9 часот. Пријатно.